Денес и во деновите што следат ќе имаме неколку пресконференции за да обелодениме еден мега скандал кој го направил поранешниот претседател на Движењето Беса, фалсификувајќи ги документите на Движењето Беса во судот и поднесувајќи таму документи кои тој ги напишал дома или му ги напишале тие што го порачале расколот во Движењето Беса, додека тој ги испратил овие документи во судот како тие да се официјални документи на Движењето Беса. Ние истражувавме во досието на Движењето Беса во судот и сме ги пронашле така наречените документи кои поранешниот претседател ги фалсификувал. Всушност, веднаш по завршувањето на локалните избори, во периодот кога тој го блокираше функционирањето на партијата, односно во периодот кога ние го молевме да најдеме едно компромисно решение, тој веќе започнал со својата задача работејќи скришом. Тој поднел во судот во Скопје фалсификувани имиња за претседатели на ограноците на Движењето Беса и со тоа сакал да создаде фиктивно мнозинство во Централниот совет, бидејќи знаел која е реалната поддршка за него. За да биде појасно, пред јавноста ќе ги представиме неколку факти. Првата седница на тогашниот Централен совет, на кој беше изразено незадоволство кон Билел Касами, се случи на 24 декември 2017 година. Ова седница беше свикана од страна на мнозинството на членови од Централниот совет со собирање на подписи на ден 21 декември 2017 година. Во меѓувреме, Билел Касами на 15 ноември и 4 декември поднел во судот фалсификувани имиња на претседателите на ограноците. Се поставува прашањето што го поттикнал Билел Касами, дури во ноември, да ги фалсификува имињата на претседателите на ограноците, кога се знаеше дека во тој период немаше незадоволство изразено кон него. Кој го побарал тоа од него и зошто тој направил вакво фалсификување? За да му е јасно на јавноста за какво фалсификување станува збор, денес ќе објавиме дел од тоа. На 15 ноември 2017 година, тој во судот надлежен за регистарот на политичките партии, предмет број 131/17, ги поднел имињата на претседателите на ограноците на Движењето Беса, кои според статутот на партијата по автоматизам се членови на Централниот совет, и меѓу 25 имиња тој додал уште 5 фалсификувани имиња на претседателите на ограноците на Движењето Беса. Вреди да се спомене дека внатрешните избори во Движењето Беса според статутот на партијата започна во 6 јануари 2018 година. Ова е само дел од тие манипулации. Во Боговиње сите знаат дека според процедурите предвидени со статут и според записникот, дури и во присуство на самиот Билел Касами, за претседател на огранокот беше избран Шпен Тахири, но Билел Касами во судот го поднел името на Нуредин Даари како претседател на овој огранок. Иако Движењето Беса имаше две членови на Централното претседателство од Ресен, Кастрот Реджепи и Арјан Хоџа, тие не успеа да ги најдат ниту 10 луѓе за да основат огранок таму. Меѓутоа, ово не му пречело на Касами во судот да го поднесе името на Арјан Хоџа како фиктивен претседател на огранокот на Ресен. Во Струга избран претседател на огранокот бил Ријат Абдурахмани, но како што изгледа Билел Касами не му верувал, па во судот како претседател на огранокот на Струга го поднел името на Нусрет Зиба, дојден од НДП. Во Шутка претседател на огранокот на Движењето Беса, и тоа избран во присуство на самиот Касами, беше избран Арсим Емини, меѓутоа тој во судот го поднел името на Мухамед Цури. Во Карпош претседател на огранокот беше избран Јонус Фейзуллаху, додека Билел Касами во судот го поднел името на Илир Хоџа. Почитувани граѓани албанци и членови на Движењето Беса, каде и да сте. Овие се јасен доказ за застрашувачкото сценарио против идеалот на Движењето Беса, спроведен лично од страна на поранешниот претседател, заедно со тие кои му ја дале ова задача.
Најзлото во ова работа е фактот дека овој фалсификат тој го спремал во времето кога ние сме уверувале и во времето кога се трудевме да наоѓеме компромисно решение. Во ова време тој ја злоупотребил службената положба како застапник на движењето Беса во судот и ги фалсификувал имењата на Централниот совет. Почитувани, утре ќе продолжи вториот дел од епизодата на мега скандалот на фалсификувањата создадени од страна на поранешниот председател. Воедно сакаме да ја информираме јавноста дека овие податоци се пријавени и во органите на правдата и тој ќе се соочи со кривишна пријава за фалсификување на документите и службените акти на движењето Беса.